Добар ден, почитувани, ова е Телма амбуланта. Глаукомот е сериозна болест на очите. Кај повеќето пациенти болеста напредува без загрижувачки знаци и без никакви предупредувања. Таа постепено го краде видот на пациентот и може да доведе до слепило. Постои ли третман кој што целосно може да ги излекува последиците од глаукомот? Дали оние кои што имаат дијабетес ќе имаат дополнителни влошувања на оваа болест? На сите овие прашања одговор ќе побараме од професор доктор Весна Димовска-Јорданова, специјалист офталмолог од катедрата за офталмологија при Медицинскиот факултет во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а потоа стартува разговорот во студиото на Телма. За глаукомот, болест што ја нарекуваат крадливец на видот, денеска разговараме со професор доктор Весна Димовска-Јорданова, специјалист офталмолог, шеф на катедрата по офталмологија при Медицинскиот факултет во Скопје, инаку дел од Универзитетската клиника за очи болести. Исто така во Скопје, професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, ви благодарам за поканата. Не сме се виделе подолго време. Ние оваа година малку и го пропуштивме одбележувањето на светската недела за борба против глаукомот, што традиционално беше повод да се гледаме барем во тој период. Меѓутоа, некако како да се изморивме и ние од постојаните укажувања на штетните последици, некако ништо не се поместуваше во тој смисол, во смисол на некакви подобрувања за пациентите. Па се надевам дека малку иако доцниме ќе можеме повторно да потсетиме на глаукомот и на неговите последици и на нивното значење. Професорке, болеста ја нарекуваат крадливец на видот. Зошто? Заради тоа што тоа се однесува најмногу на најчестата форма на глауком, тоа е така наречениот примарен глауком со отворен агол, кој е присутен кај околу 90% од пациентите кои имаат глауком, а се карактеризира со тоа што нема значајни симптоми во смисол на предупредување на пациентот дека навистина нешто се случува, за да се јават релативно рано на време. Кај оваа состојба, очниот притисок не предизвикува црвенило на конјуктивата на надворешниот дел на окото. Нема болка заради тоа што окото едноставно со тек на време се навикнува на зголемениот очен притисок. Видот постепено слабее, меѓутоа централниот вид, оној вид, нели, ретко кој проверува дома дали гледаме подеднакво добро со едното и со другото око. И тука централниот вид останува долго време соочуван, додека се оштетува тој периферниот вид. Па особи кои што имаат напреднат глауком имаат добра видна острина кога проверуваме во офталмолошките ординации за проверка на бројки, меѓутоа за да видат одреден предмет мора да ја сврдат главата на страна заради тоа што има оштетен периферниот вид. И најчесто кај оваа форма на глауком се открива многу често случајно во рамки на рутински офталмолошки прегледи за очила или за нешто друго, во рамки на прегледи кои што ги бараат други клиники поради присуство на други системски заболувања, и тогаш забележуваме или понекогаш пациенти се упатувани со дијагноза дека се работи за катаракта, односно за перда, всушност се работи за глауком со значајно оштетување на нервот и тогаш се утврдува вистинската причина. Токму заради тоа, глаукомот е наречен тивокрадливец на видот. Всушност, болеста го уништува очниот нерв. Точно. Постепено тоа се случува? Да, или може преку ноќ да го уништи очниот нерв? Не, кај оваа форма на глауком не. Кај примарниот глауком со отворен агол разликуваме две класични клинички форми. Едната е глаукомот со висок, односно с големен очен притисок, а втората форма која исто така во значајна мерка придонесува за доцна откривање на глаукомот, тоа е глаукомот со така наречен низок или нормален очен притисок. Кај овие две клинички форми, по намалувањето и оштетувањето на видот и оштетувањето на нервот настануваат постепено, за разлика од така наречениот акутен глауком, кој се јавува кај особи кои што се далековиди, кај особи кои припаѓаат на жолтата раса, заради тоа што таква е градбата на окото, помало око, потесен иридокорнеален агол и генерално помали структури на окото, и тука може да дојде до нагло затворање на аголот поради што доаѓа до брзо покачување на притисокот
притисокот со многу големи вредности на притисокот, што предизвикува болка, црвенило на окото, нагло намалување на видот, заради тоа што се појавува оток на рожницата. И кај овој глауком, доколку не се интервенира многу брзо или не се регулира притисокот со медикаментозна терапија во еден многу брз временски интервал, треба да се превземе или лазерски третман како прв обид, или да се превземе хируршки зафат. Меѓутоа, не смее да се чека, заради тоа што тука доаѓа до брзо, значајно намалување на видот заради оштетување на нервот. Споменавте дека кај повеќето пациенти има покачен очен притисок, но кај некои лица очниот притисок е нормален или пак е намален. Дали тоа значи дека не секогаш очниот притисок е во директна корелација со глаукомат? Не би ги поставила работите така, значи зборуваме за пациенти, има неколку работи како клинички форми кои треба да се разликуваат, а кои што би рекла се поврзани со самиот очен притисок. Едната работа е глаукомот, заради тоа што глаукомот представува офталмолошко заболување. Меѓутоа, постои така наречена окуларна хипертензија, кај која што има зголемен очен притисок, меѓутоа нема оштетување на нервот и нема испади во видно поле. И како трета, би рекла, трет аспект на истата болест, тоа е глаукомот со низок очен притисок. Значи, што сакам да потенцирам? Во минатото до пред некаде повеќе од 20 години, кога и пред студентите и пред специјализантите, кога се зборуваше за дефиниција на глаукомот, што представува глауком, се сметаа главни три клинички параметри, значи три карактеристики, како што се зголемен очен притисок, промени на нервот на окото, кои се гледаат на очното дно и оштетување, односно испади во видното поле. Меѓутоа, по дефинитивното восстановување на глаукомот со нормален притисок како посебна клиничка болест, очниот притисок повеќе не се смета како задолжителна карактеристика на глаукомот, туку сега се смета како единствен ризичен фактор на глаукомот, врз кој може, за разлика од останатите ризични фактори, да се делува со одредени тераписки средства и на тој начин да се регулира притисокот и да се контролира глаукомот. Професор, ќе разјаснете ли зошто некои лица имаат покачен очен притисок, а кај нив не доаѓа до никакви оштетувања на окото и очниот нерв? Тука нема, би рекла дека глаукомот се смета се уште за една мултифакторска состојба и оно што е заедничко за сите форми на глауком е дека станува збор со развојот на глаукомот за една прогресивна невропатија со оштетување на очниот нерв, кое што значително го нарушува квалитетот на живот на пациентите. Во смисол на разјаснувањето кои се причините што кај едни лица имаме очна хипертензија, а нема оштетување на нервот, така и другите имаме нормален очен притисок, а настанува оштетување на нервот, тука се уште не се точно разјаснети причините. Меѓутоа, нормалните вредности на очниот притисок се смета дека важат, односно се однесуваат за една генерално најголема популација, каде што станува збор за нормални вредности на очниот притисок во рамки од 10 до 22 мм живин столб. Оно што е под 10 мм се смета за намален притисок, односно хипотонија, оно што е над 22 мм, се додека не се докаже дека станува збор за глауком, се смета за хипертензија, која што треба понатаму да биде испитана и да биде точно утврдено дали станува збор само за покачен очен притисок или станува збор за глауком. Тоа не секогаш е многу лесно, заради тоа што многу е тенка границата во смисол дали е хипертензија или глауком, за да се постави диагнозата, бидејќи глаукомот е хронична болест, за која што е потребна доживотна терапија, било да е тоа во форма на капки, терапија не е потребна доколку глаукомот се хируршки се оперира, се изрегулира притисокот и кај тие особи понатаму не е потребна примена на терапија. Меѓутоа, меѓутоа кај пациентите со окуларна хипертензија е утврдено дека сепак во еден период од 5 години лица кои што имаат зголемен очен притисок може од окуларна хипертензија да добијат понатаму да се трансформира состојбата во примарен глауком со отворен агол. А глаукомот на која возраст обично се јавува? Дали е карактеристична само за повозрастните лица? Напреднатата возраст се смета за еден од ризичните фактори за примарниот глауком со отворен агол. Инаку, за жал, не е карактеристичен само за повозрастните, постојат повеќе форми на глауком. За жал, тој
имаме можност да гледаме да забележиме дека е се почест и во рана детска возраст. Глаукомот може да биде присутен уште непосредно при раѓање или веднаш после раѓање, таму некаде до втората година, кога зборуваме за така наречен вистински вроден или конгенитален глауком, потоа после третата година зборуваме за јувенилен и понатаму после 18-та година, односно после третата за инфантилен и понатаму за така наречен јувенилен глауком. И многу е важно што порано да се открие глаукомот кога станува збор за младата популација, затоа што кај нив третманот е исклучиво хируршки и колку порано се открие, треба порано да биде упатен на хируршки третман за да се овозможи понатаму еден квалитетен живот. А дали наследните фактори имаат некаква корелација со глаукомот? Например, во семејствата во кои што веќе има некој со глауком, дали е поголема шансата да се развие кај децата? Да, кај глаукомот е докажано. Да, кај децата е докажано, докажано е семејната предиспозиција на глаукомот, особено ако има веќе 2-3 генерации во семејството каде што имаат лица кои што имаат глауком, зборуваме за крвни сродници. Меѓутоа, тие особи ние ги сметаме за индивидуи кај кои постои зголемен ризик за развој на глауком и тие треба барем 2 пати годишно, во зависност од претходната состојба, да прават редовни офталмолошки прегледи, меѓутоа не само во смисол на испитување на видот и мерење на очниот притисок, туку сепак да се прават и диагностички испитувања, како што се тоа испитување на видното поле или оптичка кохерентна томографија на нервот. А дали одредена терапија, одредени лекови може да доведе до глауком? Да, можат. Тука најмногу станува збор за кортикостероидите. Кортикостероидите се лекови кои што особено доколку се применуваат подолго време и во повисоки дози, може да доведат не само до зголемен очен притисок, туку да доведат и до заматување на леќата, односно до развој на секундарна катаракта. И глаукомот кој што е предизвикан од кортикостероиди припаѓа во групата на секундарни глаукоми со отворен агол, се нарекува така наречен јатроген глауком. Професор, кои оние што имаат покачен крвен притисок, често пати стравуваат да немаат и покачен очен притисок, а со тоа е глауком. Поврзани ли се овие работи? Не се поврзани во директен смисол дека ако има една особа, ако има хипертензија, ќе има задолжително зголемен ризик за развој на глауком. Дури кај пациентите кои имаат така наречен нормотензивен, односно глауком со низок притисок, поопасна е таа хипотонија, значи намалувањето на крвниот притисок кој што се јавува во тек на ноќта, а зголемениот крвен притисок е секако опасен од други причини заради тоа што предизвикува на друг начин компликации на очите, меѓутоа не е во директна асоциација, не е во директна поврзаност со глаукомот. Меѓутоа секако овие одредени системски ризични фактори ги поврзуваме со одредени форми на глауком. А нискиот крвен притисок еве што се во текот на ноќта? Тој може да биде кај лица кои што имаат, може да биде поврзан кај особи кои што имаат глауком со нормален очен притисок, затоа што тие многу често имаат и одредени васкуларни пореметувања кои што се карактеристични за особи кои што имаат глауком со нисок притисок и кај тие особи обично препорачуваме и кардиолошки, односно интернистички испитувања во терапијата на тие особи. Инаку глаукомот со нормален притисок се лекува на ист начин, како што се лекува примарниот глауком со висок притисок, меѓутоа понекогаш е потребна и соработка со интернистите заради тоа што има и дополнителна интернистичка терапија која што би им помогнала во регулација на целокупната состојба. А дали лицата со дијабетес, со шеќерна болест почесто страдаат од глауком бидејќи тие имаат многу често и проблеми со видот? Да, меѓутоа има точно сакам да се однесува на проблемите со видот. Меѓутоа кај лицата со дијабет промените со видот се од друго потекло и при тоа станува збор за исто така многу тешко нарушување на видот, меѓутоа причината е сосема друга. Во минатото се сметаше дека дијабетот представува исто така еден од ризичните фактори за глауком, меѓутоа повеќе не влегува во групата на овие класични ризични фактори. Поврзаноста
на дијабетот и на промените на очното дно кои што ги предизвикува дијабетот кај особи со така наречена дијабетична ретинопатија, значи особи кои имаат оштетување на очното дно заради дијабетот, се поврзани во смисол што кај напреднатата форма на дијабетична ретинопатија, кај така наречената пролиферативна форма, заради тоа што доаѓа до создавање на нови крвни садови на очното дно, во услови кога е многу лошо регулиран дијабетот, кога има и исто така поврзаност и со артериска хипертензија, кога лицата не се редовно контролирани, доаѓа до развој и на крвни садови на предниот сегмент на окото, значи на шареницата и во така наречениот иридокорнелен агол, и се развива една друга форма на секундарен глауком, која се нарекува неоваскуларен глауком. Неоваскуларниот глауком е една од најтешките компликации на лошо регулиран дијабет, односно на пролиферативна дијабетична ретинопатија, заради тоа што се карактеризира со една силна болка, заради тоа што има многу висок очен притисок, едно црвенило на окото, односно на конјуктивата, присуство дури и на крв во предната очна комора, и обично овие лица имаат многу значајно намалување на видната острина. И оно што е исто така карактеристично е дека во оваа фаза оваа форма на глауком е многу резистентна, односно отпорна на лекување, бидејќи медикаментозната терапија не може да го намали притисокот, од друга страна секаков хируршки зафат е поврзан со други компликации, заради тоа што постојат буквално на сите сегменти на окото постојат новосоздадени крвни садови кои што многу лесно крварат. Ке проговориме доколку имаме простор во емисијата и за начинот на третман на оние крвни садови што се формираат во окото кај дијабетичарите. Ја би се задржала уште малку на причините кои што може да доведат до глауком, дали кај пациентите кај кои што е направен некаков хируршки зафат на окото. Да речеме операција на катаракта. Може да се покачи очниот притисок и да дојде до глауком? Да, може може да настане глауком како компликација после оперативен зафат на катаракта. Обично се случува да доаѓа до секундарно зголемување на притисокот во состојби кога имало интраоперативни компликации. И тоа е исто така една од потешките форми на глауком за лекување. Како изгледа прегледот? Како го мерите очниот притисок? За почеток, нели се почува од тука? Да. Значи, еден офталмолошки преглед се состои задолжително од неколку работи кои што се испитуваат. Првата работа е секако кога пациентот доаѓа на преглед, го прашуваме поради што доаѓа, кои се неговите главни проблеми. Потоа, без оглед на тоа дали доаѓа за очила, дали доаѓа на прв преглед, дали има нешто друго, го прегледуваме, проверуваме каков е видот на пациентот, кај помлади пациенти без очила, значи без корекција, кај повозрасни пациенти и без и со нивната корекција доколку носат постојано наочари. Потоа следната фаза е преглед на окото, претежно на предниот сегмент на окото, на апарат кој го нарекуваме ние биомикроскоп, односно со тој апарат забележуваме дали има промени на испитуваме дали има промени на предниот сегмент на окото. Ако пациентот има дијабет или има артериска хипертензија, па дури ако има една, би рекла, рутинска катаракта, треба да се направи преглед на очното дно на широка зеница. Меѓутоа, се отворат зениците, така? Да, со капки се шират зениците. Меѓутоа, со оглед на тоа дека ние не правиме кај секој пациент, не го испитуваме иридокорнелниот агол во смисол дали смееме или не смееме да шириме зеница. Прв индикатор кој што ни покажува најчесто дали имаме глауком е зголемениот очен притисок. Затоа пред да пристапиме кон ширење на зениците, пациентите ги упатуваме и на мерење на очниот притисок, меѓутоа мерењето на очниот притисок, односно тонометријата, е задолжителен дел од прегледот, без оглед на тоа дали станува збор за пациенти кај кои треба или не треба да се шири зеницата. Во однос на начините на мерење на очниот притисок, веќе во овој период, би рекла, во 21. век, имаме на располагање поголем број на методи кои што имаат различна прецизност, меѓутоа секој од нив може да биде одлична скрининг метода таму каде што имаме зголемен очен притисок. Една од најстарите методи е методата каде што го мериме притисокот механички со еден апарат кој што се нарекува Шиоцов тонометар, зашто е потребна локална анестезија, значи претходно ставање во на капки и потоа апаратот се допира до окото и на тој начин се мери очниот притисок. Меѓутоа, таа метода, иако се уште се употребува, носи одреден ризик од
пренесување на одредени на бактерии, значи ако претходно пациент кој што имал конјуктивит му е неумерен очен притисок, па потоа на следниот, ако апаратот не се избрише добро, не се на некој начин стерилизира повторно, може да се пренесе одреден вид на инфекција. И исто така не е погоден кај пациенти кои што имало повреди или таму каде што постојат промени на самата рожница кои што ја нарушуваат нејзината правилна закривеност. Денес е во многу во употреба. Пред оваа воздушната тонометрија би напоменала само дека златен стандард се уште се нарекува така наречената Голдманова апланациона тонометрија, кај која што исто така е потребна анестезија, меѓутоа која што се изведува со додаток, самиот апарат се става на биомикроскоп и на тој начин се мери притисокот и оваа метода се смета за златен стандард кога станува збор за тонометријата во смисол на нејзината точност и прецизност. Меѓутоа тука исто така има едно ама, треба да се има во предвид дека особи кои што имаат природно подебела рожница во нејзината централна дебелина имаат со овој начин на мерење може да бидат кај нив регистрирани повисоки вредности на очниот притисок, што не значи дека тие имаат глауком. Од друга страна, да кажеме кај кратковиди лица, кај кои што е потенка рожницата, може да се измерат пониски вредности и при тоа да биде превидено дека можеби таму покрај кратковидоста постои и глауком. Значи тоа бидејќи кратковидоста не споменавме е ризик фактор всушност за глауком. Кратковидоста е ризичен фактор. Така што оваа метода сепак е златен стандард, меѓутоа денес во употреба е еден зголемен тренд на апарати кои што го мерат притисокот врз основа на така наречената дали е тоа воздушна тонометрија во смисол на млас од воздух преку кој што потоа се мери висината на очниот притисок или апарати кои што се исто така од таа група, меѓутоа се нешто различни, каде што со мала сонда апаратот инаку е би рекла мобилен, мислам портабл, не е потребна никаква претходна подготовка, неколку пати се мери притисокот и врз основа на просечната вредност се добива дефинитивната вредност на измерениот очен притисок. Значи тонометријата е задолжителна метода која што е дел од рутинскиот офталмолошки преглед и една добра работа е тоа што сега во рамки на систематските прегледи на вработени е вклучена и тонометријата заради тоа што е навистина добра метода за скрининг и рано откривање на пациенти со зголемен ризик од глауком. Некои статистички податоци покажува дека половина од пациентите со глауком се неоткриени. Да, се недиагностицирани. Да. Зошто е тоа така? Не се вуваат редовно на превентивни офталмолошки прегледи пациентите? Па во голем дел не. Кај глаукомот навистина важи тоа правило кое што го нарекуваме половина, при што се смета дека половина од пациентите со глауком остануваат недиагностицирани и понатаму кај тие особи доаѓа до оштетување на очниот нерв и еден визуелен инвалидитет и хендикеп заради тоа што не се открива глаукомот навреме. Веќе кажав, нема едноставно прво глаукомот е болест која што пациентите многу тешко ја прифаќаат во смисол дека нема доколку не се открие рано или не се открие навреме и доколку не се контролира и не се лекува соодветно, константно, доведува до дефинитивни последици на нервот, односно дефинитивно нарушување, односно губиток на видната острина. И на пациентите има многу тешко тоа да го прифатат, пациенти кои например пациенти кои што долго време имаат глауком, меѓутоа глаукомот инаку да напомнам малку скокам од една на друга тема за да пружам што повеќе информации, глаукомот е скоро секогаш болест на двете очи. Значи болеста ги зафаќа двете очи, меѓутоа не истовремено и она што ние го нарекуваме асиметрично. Тоа значи дека едното око е во полоша состојба, другото око е во подобра состојба. И она што е интересно и типично за пациентите е дека секогаш окото кое што е полошо го нарекуваат болно, а другото око ми е здраво. Ама не е здраво и другото око треба да се лекува. И тоа е зафатено? И тоа е зафатено, да. Така да за нив е тешко да го прифатат фактот дека е тоа хронична болест за која што нема, кај која нема излекување,
туку има регулирање на состојбата на притисокот и држање на болеста под контрола. И она што им е тешко да го прифатат, особено ако треба да се направи хируршки зафат, сите видови на тераписки решенија кај глаукомот само ја задржуваат постоечката состојба. Нема подобрување на видот, нема подобрување на состојбата на нервот, заради тоа што настануваат дефинитивни промени на нервните влакна. И еден пациент кај кој што сето тоа сме го разговарале пред операција, сето тоа е објаснето, усвоено на одреден начин, утрената после операција која што го регулира притисокот, не се менува видот и пациентот прашува сега дали може, ама јас исто гледам, дали ако ми ставите вештачка леќа, дали подобро ќе гледам. Всушност тоа е невозможно. Тоа е невозможно, значи и мислам дека тоа е исто така еден од факторите кои што придонесува да еден дел од пациентите на некој начин еден дел од пациентите многу често се придржуваат и почесто доаѓаат можеби отколку што офталмологот препорачува, меѓутоа еден друг дел од пациентите на одреден начин се откажуваат и оставаат болеста да си го направи своето. Се користат најчесто капки за регулирање на очниот притисок. Со тоа се започува секогаш. Колку пати во текот на денот се употребуваат? Зависи од видот на глаукомот, значи ние користиме кај примарниот глауком со отворен агол, се користат неколку групи на лекови. Тоа се најчесто било да се лекови од групата на така наречени бета-блокатори, значи лекови кои на различен начин, преку различни механизми го намалуваат притисокот. Едните лекови делуваат преку намалување на создавањето на очната водичка на одреден начин, друг лек, да кажеме, така наречените инхибитори на јаглена хидраза, односно на пациентите им е попозната азоптот, делуваат преку друг механизам и едната и другата група на лекови се ставаат 2 пати дневно, се дозираат, тоа значи на 12 час. Третата група на лек, која што всушност би требала да биде прва терапија на избор, меѓутоа доскоро за среќа овие лекови ги има во Македонија многу одамна, меѓутоа никогаш не беа ставени на позитивната листа на фондот за рефундирање и во минатите години им беа доста скапи на пациентите, особено заради тоа што станува збор за една повозрасна популација која има и други коморбидитети и кои имаат потреба и од лекови за лекување на други болести. Тоа се така наречените простагландини, кои што се прво имаат најдобри карактеристики заради тоа што предизвикуваат најголем пад на очниот притисок. Втора работа е овозможуваат најстабилен притисок во тек на 24 часа, значи нема значајни варијации во притисокот што исто така влијае на нервот. И третата работа е овозможуваат, особено ако станува збор за помлади пациенти, со тоа што се дозираат еднаш дневно и тоа навечер, овозможуваат еден добар комфор и квалитет на живот заради тоа што не ги ограничуваат ниту во дневните работни обврски, ниту во останатиот дел од социјалниот живот. Може ли овие капки пациентот да не ги толерира добро? Да речеме кога ќе стави капка во окото да чувствува пржење? Да, може. Најголем дел од лековите во Македонија се уште се лекови кои што содржат конзерванси од типот како што е така наречен безалконим хлорид. Конзервансите се многу важни заради тоа што овозможуваат стабилност на лекот и долготрајно одржување на ефектот на лекот. Меѓутоа безалкониот хлорид е така наречен детергентски конзерванс кој што особено кај лицата кои примаат хронична терапија како што се тоа пациентите со глауком ја оштетуваат на дворешната површина на окото и овие лица се жалат на не само на печење кога ги ставаат капките, туку имаат едно црвенило на конјуктивата, имаат чувство на жарење и на печење под горниот капак, имаат потреба почесто да трепкаат, се чувствуваат како да имаат некако туѓо тело во окото и заради тоа се препорачуваат со оглед на тоа дека ние немаме капки кои што кои што имаат други видови на конзерванси, помалку со помалку агресивни, се препорачува, се почесто им препорачуваме на пациентите кои примаат глауком и употреба на вештачки солзи за да се намалат или елиминираат ефектите на конзерванси. А може ли да направат проблем, се абсорбираат ли тие во телото? Може ли да направат некаков проблем со крвните садови, со срцето и слично? Бета-блокаторите, особено се смета така наречените неселективни бета-блокатори, кои што се применуваат, тоа е препаратот имолол, кој што ние навистина често ги употребуваме кај пациентите,
може кај особи кои што имаат кардиоваскуларни проблеми да им ги зголемат проблемите, иако концентрацијата е многу мала. Да кажеме да им направат успорен ритам на срцето, односно брадикардија, или кај пациенти кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест, исто така да им ги потенцираат симптомите и да им направат проблем. Поради тоа, пред препишување на терапија, би требало да се земе, на што ние го нарекуваме добра анамнеза, односно пациентот да се праша околу други евентуални болести и друга терапија која што ја примаат ако имаат и останати болести кои што може да бидат во одредена корелација со терапијата за глауком. Доктор, овие капки доживотно треба да се примаат? Да, ако бидејќи некој ќе користат капките, потоа ќе направат преглед, ќе им биде подобар очниот притисок, па прашуваат дали може да ги прекинат. И некои од пациентите и сами ги прекинуваат, затоа што сметаат дека има регулиран притисокот и дека понатаму не треба да примаат терапија. Меѓутоа, за жал, овој вид на терапија е хронична терапија која, доколку не се направи оперативен сафат, пациентите треба да ја примаат до крај на животот. Сега постојат и други модалитети на третман, значи пред хирургијата, се смета дека во последните ставови сугерираат и дека одреден вид, тоа е така наречената лазерска терапија, може кај пациентите со глауком со примарен агол да биде прва линија на третман, за да не мора да ставаат медикаментозна терапија. Особено тоа се однесува на помлади пациенти, меѓутоа па од друга страна таа терапија не се препорачува кај многу млади пациенти, постои тука одредена возрастна граница. Меѓутоа да малку, не знам како звучи ова, не би требало особи кои што имаат глауком, значи не би сакала да се стекне впечаток дека болеста е апсолутно со лоша, кај секого со лоша прогноза, лошо завршува. Значи глаукомот е хронична болест и она што се очекува од пациентите е редовно да се јавуваат на офталмолог, редовно да се контролираат, да се придржуваат кон терапијата и советите на офталмологот и навистина имам голем број на пациенти кои што долго години имаат регулиран притисок, кои што болеста споро напредува или е контролирана и кои што имаат нормален начин на живот. Професор, ќе ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта, почитувани пред крајот, би рекла, на ова издание на Телма амбуланта. Ќе добиете можност да поставите прашање, бидејќи имаме навистина малку време, ќе ве замолам да бидат што пократки и поконцизни. Во кој момент одлучувате дека на пациентот му е неопходна операција и дали е таа сложена, комплицирана ли е, како изгледа, инвазивна ли е? Со оглед на тоа, како и секоја операција, класичната операција кај глауком е инвазивна, меѓутоа тоа е, би рекла, рутинска, најчесто ја работиме таа рутинска операција, кај која што се прави нов начин на елиминација, значи на истекување на очната водичка, бидејќи причина за покачувањето на очниот притисок е тоа што не може да постои рамнотежа помеѓу количината на очната водичка која што окото ја создава и која што се отстранува од окото. И заради тоа треба да се направи нов начин на елиминација на таа, би рекла условно кажано, вишок на очна водичка. Инаку во однос на како ја правиме операцијата, дали има некој рез класичен, дали како изгледа, дали е сложена, дали е болна оправувањето, трае ли долго? Не, заради тоа што пациентот е претходно подготвен и добива анестезија за да се намали болката. Дури може да се прави операцијата и само со анестезија со капки, меѓутоа тоа сепак зависи и од соработката на пациентот. Овој вид на операции се прават задолжително во операциона сала, заради тоа што сепак има потреба од отварање на надворешниот дел на окото. Веќе кажав, се прави, се отстранува еден дел од склерата и се прави нов начин на комуникација. Сметам дека методата, самата операција е рутинска, не трае долго, не е страшна, не се потребни некакви, кој знае какви ограничувања после самиот во постоперативниот период, меѓутоа сепак се нарекува операција. Меѓутоа денес постојат и други, условно кажано,
методи, хируршки методи кои што каде што се применуваат одредени импланти кои што се вметнуваат во иридокорнелниот агол во предната очна комора и се смета дека долго време дека на некој начин имаат предност пред класичната метода на трабекулектомија, меѓутоа тоа се импланти кои што тој вид на така наречена микроинцизиона хирургија е во пораст и знаете како и технологијата кај други работи тука многу брзо напредува, меѓутоа се уште нема доволно долг период на следење за да се рече да навистина овој имплант одговара според сите своји карактеристики и навистина може да ја замени класичната хируршка операција на трабекулектомија, така наречена трабекулектомија која прави. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната емисија. Јас суштинаш ги замолам што пократки и поконцизни да бидат нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, повелете. Добар ден, пред се поздрав за докторката. Благодарам што можам да ја видам на ова и имам една внука која што 2 пати беше на преглед кај незе со сомнеш за глауком, меѓутоа не се утврди, прима капки за превентива. Имаше си свршено и осити, видно поле и сите прегледи ги направи докторката. Меѓутоа проблемот е што сега требаше да имаме закажано од крајот на јуни до почетокот на јули, не можеме термин да добиеме. Дали е по можност кога веќе доаѓаме кај докторката на преглед да може таа понатаму да ни закажува термин. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Значи секогаш имаме гледачи кои што се вуваат за термин, сигурно е тоа проблем. Да, проблем е. Сега особено проблем е и самиот период, заради тоа што е период на летни годишни одмори, се горица стари одмори, нови одмори и навистина ги разбирам гледачите дека тоа е проблем. Понекогаш ние закажуваме со завршување на прегледот се закажува и следен термин, меѓутоа сега во овој период и тука малку се пореметија работите. Ајде ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам да прашам докторката, бидејќи татко пред 20 години имаше глауком и требаше да го оперисува во Бугарија доктор Тумбев, но бидејќи дознавме дека глаукомот може да се лечи со чај, сакам да го кажам на пациентите и самата докторка, дали верува или не, дека глаукомот го излечи со чај од дафинов лист, ловоров лист. Тоа искуство го имам од самиот татко, што го излечи. Значи рековте чај од ловоров лист, ако не се лажам, така? Да, чај од ловоров лист. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Докторке, што велите? Вела дека е диуретик чајот од ловоров лист, па дали има некаков ефект? Што говори вашето искуство? Немам искуство со овој вид на лекување на чајот. Веројатно, мислам, заради диуретичното дејство може да доведе до одредено намалување на притисокот, меѓутоа да биде тоа терапија, тераписко средство, мислам, единствен тераписки начин на лекување, тоа се сомневам. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушаме, во програма сте. Да. Сакам да поставам прашање. Така, секако ве слушаме, повелете. Мојот брат сега кога беше короната, направи операција, имаше очен притисок, глауком, направи операција на едното око, но беше неуспешно, на окото ослепе, додека чекаше термин за второто око и там го изгуби видот. Сега тој веќе една година скоро како не гледа, но што се случува? Кога ќе стане настаба или отпиење, 10 секунди тој се гледа. И после тоа настанува мрак. Исто напладне ако легне да спие, штом ќе стане пак 10 секунди гледа и дали тука можеби има шанса за има надеж некаква за да се оправи сето тоа. Ви благодарам за вклучувањето. Што велите за ваква ситуација? Се случува? Понекогаш пациентите кажуваат дека во одреден период на денот можат многу добро да гледаат на далечина, меѓутоа тоа кратко трае. Тука станува збор за тоа дека сепак е во одредена мерка соочуван некој мал дел од нервот, со чија помош можат да гледаат во еден краток временски период и
Исто така временските фактори и условите надворешни влијаат на квалитетот на видот кај пациентите со глауком. Например, што се однесува тоа, времето кога е облачно и онака пред затемнување, тоа е период во денот кога пациентите со глауком најлошо гледаат. И тогаш вообичаено сите се жалат или кога доаѓаат на преглед во тој период и во такви услови имаат секогаш малку полош вид отколку да кажеме она што го имале на претходните контроли. Меѓутоа сепак овде повеќе се работи за субјективни отколку навистина за субјективно чувство отколку за објективна состојба. Но откако ќе се изгуби видот, постои ли некаков третман? Не, за жал не. Ништо? За Ни со жал не. ласер? Третман на нервот? Не. Сите видови на третман, значи оно што го кажав, сите видови на третман овозможуваат само задржување на посечката состојба. Дури за жал понекогаш и после хируршка интервенција кога притисокот е регулиран и ние сметаме дека се исполнети сите предуслови за да биде болеста контролирана, понекогаш и во такви состојби се случува да има некаква спора еволуција и прогресија на болест. Нешто што е релативно ново и што не е препарат кој што апсолутно се препорачува во смисол како медицина базирана на докази. Меѓутоа утврдено е дека помага кај одредени пациенти со глауком. Тоа е така наречена невропротективна терапија, која што овозможува сепак ја даваме како дополнителна терапија кај пациентите со глауком, која што овозможува на одреден начин се смета не кај сите пациенти. Кај еден дел од пациентите овозможува успорување на еволуцијата, значи на напредувањето на болеста и задржување подолго време на добро видно поле, односно намалување на испадите. Меѓутоа, тоа е нешто што сепак би рекла е во одреден, многу се работи на тоа, меѓутоа тоа е нешто што е апсолутно одобрено за употреба, не е ништо нешто што е нерегистрирано, меѓутоа се уште сме далеку од терапија во смисол на подобрување таму каде што имаме значајно оштетување на нервот. Ќе слушаме уште едно прашање од гледач, воедно ќе биде последно прашање од гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Јас се јавувам пред 2 години, се направи детето операција од тумор. И сега го изгубе видот скроз. После операција на тумор, детето значи го изгубило видот, ви интересира, предпоставувам, дали постои некаков начин да се врати видот. Ви благодарам за вклучувањето. Не, тоа е сосема друга состојба и нешто што зашто сепак би требало да се консултира со неврохирург, ако веќе имало операција на тумор, сепак би требало да се, веројатно и некој од неврохирурзите го води, би требало да се поразговара со лекарот кој што го води детето. Така. И моето последно прашање за денеска се однесува на превенцијата на болеста. Постои ли начин сепак нешто да се превенира? Што ако живееме здрав начин на живот, си сврли алкохол, цигари, се храниме здраво, пешачиме, вежбаме, има ли тоа некаква гаранција дека нема да добиеме глауком? Гаранција нема гаранција, меѓутоа секако може да има поголемно влијание. Всушност, кај глаукомот најважна е раната детекција и превенција. Колку порано се открие болеста, толку се поголеми шансите за добар одговор на терапијата. Редовни всушност офталмолошки прегледи се превенција. Лицата кај кои што веќе рековме, кои што знаат и за среќа се поголем број од не би рекла пациенти, тоа се уште индивидуи, лица кои што имаат или барем знаат во семејството дека имале баба, дедо или имаат родител кој што има глауком, доаѓаат да направат офталмолошки преглед заради тоа што не сакаат да живеат со помислата дека можеби имаат глауком, сакаат да знаат дали имаат или немаат за да можат соодветно да реагираат. Освен тоа, ова што го кажавте, одреден вид на храна, значи ние кај пациентите со глауком советуваме и одреден режим
на исхрана во смисло на консумација на храна која што не е многу зачинета заради тоа што не прави на тој начин задршка на течност. Исто така особи кои што имаат тесен иридокорнеален агол им се препорачува да не конзумираат во големи количини, по големи количини на течност одеднаш. Секако дека здравиот начин на живот помага во генерално помага за избегнување на сите болести, за еден здрав во здраво тело, здрав дух. Така. Меѓутоа најважно е ми се чини свеста и најважно е што порано јавување на кај соодветен специјалист, во конкретен случај што порана посета на офталмолог, меѓутоа е и задолжително да се направат сите потребни испитувања. Ние во минатото, само што во минатото кога ги немавме современите диагностички методи, беше многу потешко да работиме. Меѓутоа сега навистина има и во Македонија има една добра стандардна диагностичка опрема која што може навистина навреме да покаже дека во одреден случај кај одреден пациент има потреба од лекување иако пациентот не ги чувствува симптомите. Иако не ги чувствува симптомите, доколку се постави диагноза и се препорача терапија, да се применува и се бара истреност во тоа. Да. И редовни контроли. И редовни контроли. Ви благодарам уште еднаш професорке за денешното гостување во Телма амбуланта и за сите совети и препораки кои што ги упативте до сите нас, до гледачите поврзани со оваа сериозна болест на окото. Ви благодарам и вам и се надевам дека им помогнавме малку на гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам што не следевте и денеска со внимание. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Тогаш заедно учиме за нашето здравје. Пријатно!